Високите летни температури го зголемуваат ризикот од појава на цревни заболувања, предупредуваат лекарите. Одржувањето на лична хигиена и на просторот каде што се подготвува храната, доволен внес на течности, особено безбедна и свежа вода, суплементи богати со електролити, но и полесна храна, се само дел од советите за ефикасно превенирање на цревните инфекции во текот на летото. Во екот на летната сезона со зголемување на температурите, климатските промени секако имаат влијание на тоа. Патувањето на луѓето, собирањето во поголеми групи се зголеми бројот на нашите пациенти. Пациентите се со предоминација на гастроентероколити или цревни инфекции, така да од сите возрастни групи, за среќа, овие имаат помал број на хоспитализирани, обично поминуваат амбулански со рехидратација, така да се справуваме. Сигурно има околу повеќе од 100 пациенти на дневно ниво. Преовладуваат симптоми од гастроинтестиналниот тракт, значи повраќање, диареја, мачнина, понекогаш зголемена температура, болки во стомак, болки во мускули, главоболки и дехидратација како последица од сето тоа. Јачината на симптомите, кај и цревните инфекции, секако зависи и од возраста, така да дехидратацијата е како најизразена кај малите деца и кај постарите возрастна група, али тоа е повеќе како резултат кај нив не од самата дехидратација, него како одговорот од другите хронични болести кои тие ги има, така да манифестација од повеќе иде од страна на други органи, не само дехидратацијата као дехидратација. Цревните инфекции како цревни инфекции се фекално-орални инфекции, така да поретко капкови, тоа обично норавирусите се пренесуваат по капков пат, така да личната хигиената на намирниците, да се убаво да се мијат садовите, да се мијат и просторот во кој се припрема храната, сигурно. Контакти да се избегнуваат контакти блиски со болни или да се одржува хигиена после контакт со болен од цревна инфекција. Миење на производите на зеленчукот, овошјето убаво да се измијат, одржување на личната хигиена, реков, тоа се најважните механизми за заштита од цревни инфекции. Најчесто, како прв симптом, обично се јавува или повраќање или диареја при цревните инфекции. Така да, давање на доволен внес на течности. Значи, рехидратацијата е прва и основна мера за превенција. Сега, ако се работи за дете, можда и нема да може толку да прима, али да се проба да се дава што поголем внес на течности. Од друга страна, исто и храната како храна, да се оди па и за здрави луѓе, не само за болни. Во летен период да се дава храна, полесна храна, течности да се пијат многу, чувањето исто така да се внимава на складирање на храната, да се чува да се гледа да се биде во фрижидери, или пак она што треба да се обработува термички, да биде добро термички обработена, пошто многу од причинителите предизвикуваат цревни инфекции при недоволно термички обработена храна. Пробиотиците не се уопште штетни, така да и здрав човек може да пие, па и можда би и требало да пие пробиотици за одржување на една нормална цревна флора, која од друга страна не само при цревните инфекции, него помага и при општиот имунитет на организмот, така да е подигнување на самиот имунитет и подобро справување не само со овие причинители за цревни инфекции, туку и за други причинители.